Да, и оно што е интересно е што на оваа тема тешко може да се најде соговорник во овој момент, значи и од клубовите кои што се инволвирани во оваа ситуација и од телата во Кошаркарската федерација на Македонија кои ги донеса оние одлуки од пред некој ден Куманово и Работнички да бидат исфрлени во втората лига затоа што одбија да играат против Карпош Соколи, тим што не успеа навреме само 3 дена задоцни со пререгистрацијата од Сдружение на граѓани во акционерско друштво. Значи, последните информации од Кошаркарската федерација на Македонија од пред 15 на минути говорат дека арбитражната комисија, каде што се жалеа Куманово и Работнички по одлуката на надпреварувачката комисија, е позитивна во однос на овие клубови и таа донесе одлука целиот случај, целиот предмет да се врати назад на разгледување во надпреварувачката комисија, односно повторно да се разгледаат сите аспекти, сите аргументи на овие инволвирани страни и да се донесе решение што би било добро за сите, а тоа е да има спорт, да има кошарка пред се. Се разбира дека ова е сега веќе ситуација која што подлежи на закон, значи сите акти и целата ситуација се турка според законот за спорт и пререгистрацијата на клубовите во акционерско друштво, но сепак клубовите ќе се обидат да најдат спортско решение, реагира и клубовите со соопштение, реагира и професионалците преку своето здружение на професионални кошаркари, сите повикуваат на разум, сите бараат разрешница спортска каква што посакуваат и гледачите да гледат кошарка во салите низ Македонија.